Сегашниот момент во Битола го карактеризира интензивна општествено-политичка активност во врска со распишувањето на нов, трет по ред местен самопридонес. Референдумот според одлуката на собранието на општината ќе се одржи на 27 јуни. Иницијативата за распишување на местниот самопридонес е покрената пред близу 3 месеци. Самопридонесот е постојана тема не само на собирите во местните заедници во градот, туку и на работните места, на улица, во приватниот живот. Се истакнува дека ова е една од најзначајните одлуки во поновата историја на градот. Распишувањето на местниот самопридонес треба да овозможи Битола да ги добие основните белези на еден модерен град со убави асфалтирани улици и решени комунални проблеми. Другар Крстев, Битола по трет пат оди на местен самопридонес. Што треба тој да реши? Овој трет самопридонес што треба да се воведи за наредниот период од 5 години, треба во глобала да ги реши прашањата кои што произлегуваат од комуналното уредување, односно живење на градот. Со самопридонесот кој што треба да заврши до 36 ова година, се решава во главно прашањата кои што се поврзани со културното, спортското и другото општествено живење на нашиот град. Се створија услови за еден повисок општествен стандард, изградувајќи ги објектите како што се Домот на културата, спортската сала и други објекти врзани со ваквото живење. Со новиот самопридонес треба акцентот се ставува на комуналното уредување на градот, тоа се изградбата на улиците, на канализацијата, на некои други објекти кои што ќе придонесат ова прашање да се разреши на еден адекватен начин и обезбеди градот да ни биде поуреден, почист и обезбеден со еден стандард кој што е врзен со личното живење во домот на граѓаните. Да, веќе е изфрлена паролата за поубава Битола, самопридонес за поубава Битола. Вие ја следевте општествено-политичката активност во врска со распишувањето на самопридонесот. Ве молам, како ја оценувате таа активност? Па, активноста за воведување на новиот самопридонес, која што фактички потекна на иницијатива на работните луѓе и граѓаните од нашиот град, и тоа на неколку местни заедници, по повод разгледувањето на освртот за реализирање на досегашниот самопридонес, кој што председателството на Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на општината Битола го гледаше на 14 март. Разгледувајќи го овој осврт во местните заедници, работните луѓе и граѓаните покрена иницијатива за продолжување на досегашниот самопридонес во висина од 2% и за период од 5 години, покренувајќи ги иницијативите воедно и ги акцентира овие иницијативи кои што предимно треба да се движат во правец на разрешување на оние проблеми што ги спомнав преди малку за решавање на комуналните проблеми на градот. Може да се каже дека граѓаните самите ја покренеа иницијативата за воведување на самопридонес? Да, сами граѓаните ја покрена ова иницијатива и како беше покрената, таа перманентно земаше се поголем замав во сите местни заедници во градот и како резултат на таквата иницијатива на 14 мај ова година председателството одржа седница, ги разгледа овие иницијативи и формира координационен одбор за поттикнување, насочување и координација на ова општествено-политичка активност за воведување на местниот самопридонес. Исто така, на 19 мај ова година новоформираното тело, односно координациониот одбор, одржа своја прва седница и предложи една нацрт програма за намената на средствата и новите објекти кои што би требало да се градат во наредниот период, и таквата нацрт програма ја достави до местните заедници
како основа за отпочнување на една регулирана, на една мотивирана дискусија, врз база на која програма во местните заедници се одржаа собири на 31. мај ова година, потоа на 1. и 2. исто така. Во сите 22 местни заедници се разгледуваше оваа нацрт програма, паралелно со извештајот за реализацијата на средствата и објектите од досега распишаниот самопридонес, усвојувајќи ги и извештајот, а воедно и прифаќајќи ја програмата, заедно со свој предлози за збогатување, односно проширување на објекти кои што треба да бидат предмет на изградба на новиот самопридонес, тие едногласно, така да речем, се произнесоа за оваа иницијатива, ја прифатија, а прифаќајќи ја вака програмата, тие и донесоа одлуки за давање согласност на собранието на општината Битола да донесе одлука за распишување на референдум за местниот самопридонес. Со нацрт програмата за новиот местен самопридонес, 50% од средствата кои се цени дека ќе бидат остварени од 600 милиони динари, се предвидува да бидат употребени за изградба на објекти за комунални инсталации, односно изградба на канализациона мрежа за прифат на фекалните води и површинските води и изградба на улици. На овој план, во досегашниот развој на општината, многу малце е сторен, односно досегашната градба на канализациона мрежа и улици во градот во најголем дел била во новите населби на градот, додека во стариот дел на градот ова прашање во досегашниот развој, едно заради средствата, од друга страна заради состојбите кои што наложуваат разрешување на другите прашања кои биле оценувани како попотребни, било одлагано. Со нацрт програмата за изградба на комунални објекти, односно изградба на канализациона мрежа и улична мрежа, практички започнува реализација на една програма за елиминирање на геризната канализација во градот, која што во вкупната канализациона мрежа, која изнесува 134 километри со положба 1981 година, завзема негде 28 километра, односно 21% од вкупната канализациона мрежа се геризи. Исто така, може да се каже дека и положбата со уличната мрежа е иста и полоша, односно од вкупно 97 километра улици колку што има во градот, 32 километра се со турска калдрама и 19 километра со земјен коловоз. Односно, турската калдрама и земјениот коловоз зафаќаат некаде 50% од вкупните улици на градот. Приликом предлагањето на програмата за местниот самодопринос 82, 85, 87 година се појде од прашања кои што треба да се решават од интерес на целиот град, прашања од интерес на повеќе местни заедници и прашања кои што се од интерес на самите местни заедници. Воглавном се офатија проблеми кои што треба со овој самодопринос да се решава. Тоа се прашањата са решавањето на ободниот канал системот Бајр, тоа е над Бајрот, канал кој што почнува од над еврејските гробишта и се влива негде под германските гробишта во реката Драго.
сите тие води кои што ја напајат Иван Милутиновиќ, поголемиот дел овој канал ќе ги фати, ќе ги одводни во реката Драгор. Потоа така наречен канал Систем Бајр. Тој е канал, проект кој што сите улици, односно поголемиот дел на улиците од Бајрот се офаќаат со така наречени песколови, се носат во улицата Иван Милутиновиќ и со тоа што песок и калта која што се носи на Иван Милутиновиќ па и на булеварот 1 мај ќе се фатат во тие песколови и делимично од чистата вода ќе дојде таа што не може да ја прими канализацијата на Иван Милутиновиќ. Така да овие проблеми кои што беа досега нема да ги имаме со оваа програма. Потоа друг објект кој што ќе се гради од интерес на градот, тоа е улица така наречена Јужен транзит, кој што почнува од патот за Новаци, поред железничката пруга и излегува негде кај улица Партизанска во близината на Свилерата и продолжува поред новата автобуска станица, се поврзува со улицата Иво Риварлова. Ова улица е од многу важен интерес за градот со оглед на тоа што овај саобраќај денес кој што го има градот не може да го прими улицата Прилепска и 4 ноември. Така да имаме големо оптеретување во средината на градот со транзитниот саобраќај. Потоа прашањето кој што треба да се реши, тоа е ободен канал кај Лавци. Ние со изградбата на коритото на реката Курделес, тоа е Бруснички и Лавчанскиот крак, остана еден појас кој што не е опфатен со тие канали, така да со овој канал комплет ќе се одводни сите води кои што го напаѓаат градот, а посебно прашањето со улицата Партизанска, која што стално приликом дождовите ја плави. Потоа улицата Ѓорѓи Наумов. Ние подложни сообраќајници имаме доста во градот. Меѓутоа попречни сообраќајници кои што ќе го пресечат градот и ќе го растеретат центарот, тоа е улицата Ѓорѓи Наумов, кој што почнува од Црмоз и продолжува некаде до кулите на улица Партизанска. Тоа е поред она така наречена чешма, казак чешма. Потоа дел за реката Драгор, регулацијата на реката Драгор, тоа е регулацијата дното на коритото и делимични поправки, односно изградба на обалните зидови. Тука се предвидува околу 3 милиарди, со овие средства нема целосно да се реши реката Драгор, меѓутоа најкритичните точки секако ќе бидат решени. Исто така средства се одредени и за прочистителната станица, која што се наоѓа таму некаде измеѓу конзервната Пелагонија, патот за Новаци и реката Драгор. Локацијата е одредена со идејното решение, меѓутоа сега треба да почнеме со решавањето на отпадните води, односно прочистување на отпадните води. Тоа е да изработиме проекти со оваа програма и да се почни со собирниот канал од пречистителната станица према градот, за да можеме сите води да ги зафатиме. Месниот самопридонес кој се најдува пред усвојување во град Битола, меѓу другото, од што ќе допринесе за подигање на општата и комуналната хигиена, дел од него ќе зафати и здравството на град Битола. Од причина што битолското здравство, покрај подигањето на новиот стационар, домот кој што е изграден уште 52 година и е граден за околу 28.000 жители, денес не ги извршува обврските, не ја исполнува својата намена за која е граден, затоа што градот веќе нараснал на 80.000 души, заедно со селското население околу 140.000 души. Затоа поедини реони на проширената Битола остануваат неопфатени со здравствена заштита, со реонски амбуланти или амбуланти така наречени по местни заедници. Заради тоа, ние, како медицински центар, како едина здравствена организација на овој град, се зафативме да во овој местен самодопринос граѓанството се изјасни за своите потребни, односно она што го предлагаме ние, со суштина е потреба на граѓанството. А тоа е да постојќиот дом се прошири со дел околу 600 квадрати, каде што ќе се реши најболното прашање на градот, а тоа е протетските помагала, задните протетски помагала,
каде што и најповеќе имаме застој во обскрбување на населението со тие помагала. Потоа, ново изградената населба Баско-Карангелевски, Брусничко-Лапшански регион зафаќа меѓу 30 и 40 илјади население. Тука ќе се изгради нов здравствен дом, сега за почеток од површина околу 1200 квадрати со можност да понатака се надградува и се доградува. Во местноста Буковски ливади треба да се изгради една здравствена станица каде што ќе имаме основните видови на примарната здравствена заштита. Стационарот, кој што е граден 71 година, не обезбеди соодветни простори за амбулантно-поликлиничката заштита, кои се најдуваат во неадекватни услови. Затоа треба тамо околу 300 квадрати би го решили тој проблем. Дел на проширените служби од хирургија со одредена надградба треба да се разрешат, затоа што од постоеќата општа хируршка служба се формира веќе субспецијалистички служби, урологијата, максилофацијалната, неурохирургијата се формира и со опремата што имаме добиено нема каде се смести, а и болните кои што се зафатили нема каде да се лекува, затоа сметаме дека исто така ќе биде и тој проблем решен. Битолчани својата неизмирна љубов кон родниот град ја изразиле повеќе пати. Со местниот самопридонес што беше распишан во 1975 година, како и со местниот самопридонес што беше воведен во 1977 година, а кој завршува на крајот од овој месец, Битола реши неколку своји основни потреби. За Домот на културата, изграден во спомен на Асном, со право може да се каже дека е најубав објект од овој вид во внатрешноста на Македонија. Домот располага со модерна концертна дворана, во негови рамки е сместен Народниот театар, а и во другите простори организирано се одвиваат разни културни активности. Спортската сала Младост се повеќе ја добива својата вистинска намена. Таа овозможува извонредни услови за развој на малите спортови. Не помало значење имаат и објектите кои што се изградени со самопридонес на граѓаните, како што е регулацијата на Курдерес, изградбата на нов школски простор и водоснабдувањето. Сакам да зборам нешто за самиот самодопринос кој што го распишува сама Битола. Едногласно го прифаќам затоа што мислам дека со тој самодопринос би донесол да заразумување на самата Битола. И како што реков на почетокот, сум за самиот допринос. Другото, мислам дека сама Битола со тоа би се разубавила. Како што знаеме, од самиот самодопринос до сега Битола Багис има изградено, а со овој би се направила уште поубаво. За само придонесот можам да кажам дека таа акција ја поздравувам и би требало секој граѓанин да се вклучи во таа акција. Митко Недановски е председател на местната заедница Естреја Мара во Битола. Другар Недановски, ве молам за краток осврт на она што се случуваше на собирот во вашата местна заедница. Работните луѓе и граѓаните, едно од основните прашања кои го поставуваат пред се до координативното тело, а воопшто и до сите општествено-политички структури се однесува на општествената контрола и одговорноста на трошењето на средствата од самопридонесот, така да се даде иницијатива и предлог да во иднина овие средства кои се собираат со местниот самопридонес да се дава извештај барем 2 пати годишно, како работните луѓе и граѓаните би се запознале со начинот, со пред се местото каде се трошат и динамиката на трошењето на средствата од самопридонесот. Едно исто забелешка е ставена пред се на објектот кој е ставен во програмата, а тоа е топлификацијата на Битола. Сметат работните луѓе и граѓани дека средствата кои се наменети за овај објект, дека Битола се уште мислам е нереално за еден таков објект, за еден таков зафат, така да дел од средствата тие предлагат да се води, мислам, постапката околу доведувањето на проектите во ред и другите придружни работи околу воведување на еден таков објект, односно топлификацијата во градот, а дел од средствата додат наменети за други објекти кои секако се предлагат како новина во програмата на
за самопридонесот. Можно интересно прашање е тоа како граѓаните ќе имаат увид, како ќе имаат одредена контрола врз трошењето на средствата од самопридонесот доколку биде прифатен. Граѓаните на собирите кои што ги држа на 31 мај, 1-2 јуни, разгледувајќи ги извештајот и прифаќајќи ја нацрт програмава за новиот самопридонес, тие воедно и укажаа на потребата од едно одговорно, односно отчетно однесување на сите органи и тела кои што на некој начин ќе бидат врзани со реализацијата, со конкретната реализација на средствата од самопридонесот, па по тој повод и по тоа прашање граѓаните заклучија едногласно најмалку 2 пати годината да се извештајно истапува пред местните заедници, односно да се поднесува извештај за тоа како се реализираат средствата од самопридонесот и како се реализираат објектите за кои што е распишан местниот самопридонес. Кратко речено, на 27 овој месец граѓаните на Битола по пат на референдум ќе треба да ја искажа својата љубов кон својот град. Ќе биде тоа одлука која ќе придонесе градот конечно да расчисти со едно одамнешно минато, со времето на калдрмата и тесните сокаци, да расчисте со она старото, а да ја направи Битола уште поубава. Ќе биде тоа одлука за поубава Битола.